Господине Поповски, ви благодарам за вчерашната дискусија што имавте. Исклучително стручна и податлива дискусија, особено во оној дел каде што, би рекол, вие сте експерт, согласно вашето дипломатско искуство и согласно вашите позиции кои што сте ги имале во минатото. За жал, вашата дискусија беше во доцните вечерни часови и не знам колку имаа можност граѓаните да ја слушнат. Во секој случај, оние пратеници што беа тука без разлика на тоа дали припаѓаат на позиција или опозиција, успеавте да го свртите вниманието. И јас денес очекував дека малку ќе имаме ретерирање од она што досега го тераме како правец, генерално. Меѓутоа, повторно разговараме како неми и глуви, за жал. Не можеме да се разбереме, барем така почна денешната дебата. И за жал, повторно утврдувам дека сме на истото стојалиште. Дел од парламентарното мнозинство, кој што припаѓа на албанската етничка заедница, има една цел, тоа е да се донесе законот со која што главниот лајт мотив е двојазичност на цела територија на Република Македонија, без при тоа да се види дали тој закон може реално да се имплементира, кои се начините на имплементација, дали може да нанесе штета, како би го прифатиле граѓаните, без разлика на кој етникум припаѓаат и така натаму. А од другата страна, во македонскиот условно кажано корпус, имаме молк и имаме показатели на страф. Сите молчат и тие што ќе станат да разговараат за ланскиот снег, најмалку за овој закон конкретно. И дефинитивно се гледа дека целта е една, да се одржи зборот што го дале на коалиционите партнери. Односно да се избегне стравот дека оваа коалиција која што е на стаклени нозе може да се распадне. За сметка на тоа, носиме исклучително важен закон и за Република Македонија и за сите граѓани на Република Македонија, без разлика на нивната верска и етничка припадност. Без при тоа воопшто да размислат каква штета можат да направат и на внатрешен, меѓутоа и на надворешен план. Со официализирање на уште еден јазик, за кој што јас лично зборував во изминатиот период, немам ништо против. Меѓутоа, треба тоа прашање да го отворим овде, дали на Република Македонија би отвориле дополнителни проблеми на меѓународен план. Дали би отвориле дополнителни проблеми за некои отворени прашања што ги имаме во моментов со одредени соседи. Дали е тајмингот токму овој? Нема ли месец понапред, 2 месеци после изборите, нема ли можност сите граѓани да ги запозниме преку јавни дебати, преку стручни дебати? Не. Зборот е сега или никогаш. Да се биде или не. Тоа е многу лошо, исклучително лошо, особено за вакви суштински закони. Благодарам.